Значи пред нас е предлог закон за изменување и дополнување на законот за лековите и медицинските средства по скратена постапка. Значи ќе повторам дека ние го поддржуваме овој закон. Тој е во интерес на сите нас и на сите граѓани на Република Македонија. Владата на Република Македонија е должна во најкус можен рок да обезбеди вакцина на граѓаните против COVID-19. Во врска со овој закон имам некои дилеми, меѓутоа мислам дека и граѓаните на Република Македонија треба да ги слушнат тие дилеми и тие прашалници. Прво, значи, тука не е објаснет како ќе се спроведи таа вакцина до сите градови на Република Македонија, бидејќи знаеме дека вакцината треба да се чува на минус 70 степени. Второ прашање, дали прво ќе се тестираат граѓаните, а потоа да се вакцинираат, каков ќе биде начинот значи на вакцинирање, дали ќе биде доброволно вакцинирањето или ќе биде обавезно за одредена група на граѓани. Значи, ова се прашања кои што и мене ме интересираат, а сигурна сум дека ги интересираат и сите граѓани на Република Македонија. Значи, има повеќе видови на вакцини, има Фајзерова вакцина со ефективност до 95%, на AstraZeneca е 62,9%, Синовал е 50 до 70%, Модерна до 95%, значи тоа не интересира која врста на вакцина ќе ја примиме сите ние и нормално граѓаните на Република Македонија. И сакам уште едно прашање да ви поставам. Вие од власта имате во 2017 година донесено план за подготвеност и одговор на здравствениот систем при справување со итни кризни здравствени состојби и катастрофи. Значи, според тој план, Министерството за здравство назначува национален координатор за одговор на здравствениот систем при катастрофи, како и посебно тело за подготовка на здравството за одговор и функционирање при итни кризни состојби и катастрофи со точно дефиниран опис на работни задачи. Министерството за здравство воспоставува процедури за координирање на надворешните ресурси, значи координација, барање, прием, складирање на лекови, евиденција, дисперзија, контрола и обезбедување на складишта. Дополнително се ангажираат стручни лица кои што ќе работат со донирани санитетски материјали или пак се склучува договор со одредена веледрогерија. Во услови на кризни состојби катастрофи, најчесто итно се потребни медицински материјали и опрема. Значи, координативното тело има задача континуирана снабденост на здравствените установи со потребните лекови, медицински материјали и опрема, обезбедување на залихи кои што треба да се чуваат на сигурни, лесно достапни локации. Понатаму, процедура за брзо прибавување и дистрибуција на овие артикли, увоз на лекови согласно Законот за лекови и медицински средства, увоз на медицински помагала согласно Законот за лековите и медицинските средства, интервентен увоз согласно Законот за лековите и медицински средства, проверка на квалитетот на сите увезени лекови и медицински помагала може да го извршат за кратко време овластените лаборатории во ЈЗО и така натаму. Вакцините се увезуваат согласно одобрение добиено од Агенцијата за лекови и медицински средства во соработка со Министерството за здравство согласно направена проценка на состојбата. Сите горе наведени процедури се иницираат на барање на Министерството за здравство по предлог на координативното тело за подготовка и одговор при итни кризни состојби, катастрофи, пандемии и така натаму при Министерството за здравство. Значи, ние го поддржуваме законот, меѓутоа бараме и одговор на овие прашања, а мислам дека и граѓаните сакаат одговорите да ги слушнат. Колку власта е одговорна пред нацијата, покажуваат бројките.
на врвот по број на заразени и по број на починати, додека вие теравте во најголемиот пик кампања и теравте избори во Штип, а последни по набавка на вакцини. Толкава е грижата ваша за здравјето на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам.